Протестот пред Федералната агенција во Вашингтон беше фокусиран на работата на Илон Маск, назначениот од председателот Доналд Трамп за намалување на американската влада. The people get to decide how we defend the United States of America. The people get to decide how their taxpayer money is spent. Elon Musk does not get to decide. Маск е најбогатиот човек на светот и главен извршен директор на компанијата за електрични возила Тесла и воздухопловната компанија SpaceX. Тој исто така поседува и други компании, вклучувајќи и платформата за социјални медиуми X, порано позната како Twitter. Од инаугурацијата на Трамп, Маск како водач на ново создадениот одел за ефикасност на владата или DOGE почна да работи на намалување на она што тој и председателот Трамп го гледаат како скапи федерални програми. Тимот на Маск наводно добил пристап до платните системи на оделот за финансии, предизвикувајќи загриженост и побарал контрола врз Американската агенција за меѓународен развој или USAID, која обезбедува хуманитарна и друга помош за повеќе од 100 земји. President Trump directed his corrupt billionaire friend, Elon Musk, to ransack a critical agency of the US government. Трамп сепак ја повтори својата поддршка за Маск. It's something that he feels very strongly about, and I'm impressed because he's running obviously a big company. Илон Маск рече дека она што го открил во USAID не може да се спаси. As we dug into USAID, it became apparent that what we have here is not an apple with a worm in it, but we have actually just a bowl of worms. Конгресните демократи го оспоруваат тоа и велат дека е погрешно што Маск има толку голема моќ, мала одговорност и надзор, особено ако се има предвид дека SpaceX има договори со федералната влада. An unelected, unaccountable billionaire with expansive conflicts of interest, deep ties to China, and an indiscreet axe to grind against perceived enemies is hijacking our nation's most sensitive financial data systems and its checkbook. Но Трамп вели дека Белата куќа го обезбедила потребниот надзор на работата на Маск. Where we think there's a conflict or there's a problem, we won't let him go near it. But we're trying to shrink government, and he can probably shrink it as well as anybody else, if not better. Во својата улога како специјален вработен во владата, на Маск му е дозволено да работи, но не повеќе од 130 дена годишно. За Алфа телевизија од Гласот на Америка, Јован Чономовски во Вашингтон.